Веројатно нема подолго очекувано вечно дерби помеѓу Вардар и Перистер, не беа доволни оние 3 месеци од крајот на есенскиот до почетокот на пролетниот дел, па еве и ова пролонгирање од 7 дена. Што менува освен временските услови од пред една недела? Па не менува, мислам, многу во однос на мотивација, во однос на желба, во однос на ангажираност на играчите. Сигурно дека ќе биде истата мотивираност, истата желба. Секако дека можеби теренот сигурно дека ќе се игра во подобри услови од колку што би се играло прошла недела. Секако дека утакмицата со Вардар е вечно македонско дерби. Мотивираност има од наша страна, од страна на играчите. Секако дека сите ќе се потрудат да дадат максимум и мислам дека нема многу да промени тоа што не игравме прошла недела или ова недела, или некои ситуации што се дешаваа во Вардар во овој период. Мислам дека на утакмица, како што кажав и предходно за предходната недела, мислам дека ќе дадат максимум актерите на теренот, дека ќе имаме добра фудбалска представа и дека дербито ќе ги оправда очекувањата. Како шлак на природниот рок пред неколку дена беше официализиран подписот на интернационалецот од Гана Принц Апансох. Што значи доведувањето на уште една офанзивна опција? Па секако малце доцни играчот Принц имавме проблеми со документација, меѓутоа сега кога е тука, секако дека ќе има една можност плюс во организацијски во делот на нападот, каде треба да ја подобриме таа реализација, пошто знаеме каква не е ситуацијата на табелата, знаеме дека две екипи спаѓаат, две играат бараж. Ние се бориме за да обстанеме ова година во лигата и секако еден таков играч ќе ни биде во корист за надпреварите кои следат како со Вардар, така и за сите останати надпревари, бидејќи знаеме дека ние мора на секоја утакмица да одиме на поволен резултат, на секоја утакмица мора да се надигруваме и да бараме гол повеќе, така да исто како со Вардар, така и со сите други надпревари, ние мора да, ако сакаме да излеземе од оваа зона, мора да одиме на поволен резултат, така да сигурно ќе не користи во тој дел.